Во кривичниот суд пред судија на претходна постапка во текот на денов се очекува да бидат донесени бизнисмените Радко Капушевски и Асмир Јаховски. Пред судот Михајло Видемлиски. Михајло, дали се познати деталите за акцијата и кога приведените ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка? Бубе, според информациите кои што ги имаме, дека наскоро овде во Скопскиот кривичен суд пред судија на претходна постапка треба да бидат спроведени осумничените по акцијата и истрагата која што ја отвори обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а се поврзани со сомнежи за набавка на штетни деривати. Според информациите, Радко Капушевски, поранешниот директор на спортскиот центар Борис Трајковски и собственик на РКМ Енерджи, е еден од осумничените, исто така и Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, се меѓу осумничените, но и други лица кои што се поврзани со набавките, како и поранешни директори во АД ЕСМ. Осумничени исто така и во оваа постапка е поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, кој што е недостапен за органите на прогон, а за него се води исто така и постапка во предметот адитив. Како што кажав, наскоро треба да бидат спроведени овде пред судија на претходна постапка. Последната информација ја имаме околу истрагата од Министерството за внатрешни работи, од каде соопштуваат дека во текот на вчерашниот ден се уапсени вкупно 11 лица, едно лице е во бегство. Тие се сомничат за кривични дела, злоупотреба на службената положба, овластување и перење пари, и информира дека во текот на вчерашниот ден биле направени претреси на повеќе локации. Што друго велат од МВР во продолжение од изјавата. Во рамки на акцијата лишени од слобода се 11 лица, едно лице е недостапно за органите на прогонот и едно е со мерка притвор. До сега од извршените претреси пронајдени и одземени се документација, 5 мобилни телефонски апарати, околу 1500 парчиња амуниција од различен калибар, 2 пиштоли и 3 патнички моторни возила. Од страна на Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, поднесена е кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело против 13 физички и едно правно лице. Така, од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за сега повеќе детали не откриваат, освен пред малку што потврдија дека ја добиле кривичната пријава од страна на Министерството за внатрешни работи и дека се постапува. Очекуваме во текот на денот, како што соопштија и отаму, повеќе детали околу целиот случај, но и информација во однос на тоа какви мерки ќе се бараат за обезвредување на осумничените лица. Секако повеќе детали, доколку имаме, ќе ги споделиме и подоцна во вестите. Студио.